Дали е време за мобилизација околу продемократските вредности? Ова е едно од прашањата за кои што најмалку сум се размислил, бидејќи одговорот за мене е јасен. Да, секогаш е време за мобилизација околу демократијата и демократските вредности. Многу е важно во секое време, особено и во ова време на корона криза, и од било каква закана да се бориме и да ја чуваме демократијата, да се бориме да ги напредуваме правата на секој индивидуа, да го ставиме индивидуалниот концепт пред колективниот. Заради тоа што само на тој начин можеме да одиме напред, само на тој начин можеме сите да бидеме среќни, сите да бидеме исполнети да ги оствариме нашите потреби и права. Дали технологијата стана сојузник на непријателите на демократијата? Ако мене лично ме прашувате, технологијата е сојузник на секој од нас. Од нас зависи на кој начин ќе ја користиме, односно ќе ја ползуваме технологијата. Дали ќе бидеме повеќе склони кон лажни вести, кон дезинформации, кон злоупотреби и негативни појави во онлайн и генерално дигиталниот простор, или пак ќе научиме како да ја користиме во секојдневното живење, за позитивни работи, во работата, во учењето, во односот со луѓето, во комуникацијата и така натаму и така натаму. Така што одговорот е да, има случаи каде што технологијата е злоупотребена од непријателите на демократијата, меѓутоа одговорот на ваквиот феномен е секогаш индивидуално се спротивставиме и да разбереме, да ги најдеме позитивните страни за кои што постои технологијата, за кои што постои дигитализацијата, да ги искористиме позитивно, а тоа е за да направиме позитивна општествена промена во образованието, во здравството, во секојдневниот живот, секаде. Да направиме технологијата сојузник на секој индивидуа, сојузник на демократијата, а не обратно. Победија ли лажните вести? Па, дел од нас беа победени од лажните вести, дел од нас ги победија лажните вести и во ова прашање, како човек, како личност, но и како професионалец. Верувам во индивидуалноста. Верувам дека од нас зависи дали ќе оставиме лажните вести да не победат, или пак ќе употребиме предноста на технологијата и дигитализацијата. Тоа е за само еден клик, за само неколку секунди, да можеме да ја провериме секоја информација, да можеме да размислуваме критички и креативно, да можеме да се вклучиме, бидејќи знаете како, не постои подобар пријател од нашата совест и нашата свест, кога читаме одредена информација. Лажните вести се голем проблем и ги поткопуваат институциите и целокупната демократија. Тоа не е нешто што е филозофија и нешто што некаде таму постои. Тоа е секојдневно меѓу нас, за жал и дел од нас биле и жртви на тоа. Да не дозволиме никогаш некредибилните информации, полуинформациите, лажните вести да бидат секојдневие. Верувајте, денеска можеме сите со само еден клик на Google или на било кој друг пребарувач да најдеме многу информации за секоја тема и со тоа да одлучиме што е на кое што веруваме, а што е она што не ни личи дека е кредибилно, односно е лажно.